И покрај повремените врнежи и големите температурни разлики, деновиве поедини земјоделци започнаа со жетвата на оризот на површините на кои културата ја има постигнато неопходната зрелост. Комбајните по традиција први влегоа во полињата во Чифличко. Меѓутоа, деновиве добар дел од земјоделците се жала дека културата се уште не ја постигнала оптималната зрелост за жетва со оглед на ниските ноќни температури и врнежливото време. Неизвестно е дали задоцнетата фаза ќе заврши до крајот на октомври. На општина Чешиново Блешево се уште не е почнала интензивната жетва, од причина што касно се сееше и касно ќе биде и жетвата. Родот ќе биде квалитетен, но ќе биде намален, со намален принос, ќе има многу зеленика, ние што кажуваме земјоделците зеленика, бидејќи не може биолошки да созре од климатските услови. Октомври месец сонцето негде околу 8 сати ја грее и почва да додека септември, август месец е подолг период и затоа приносите ќе бидат намалени само од причина тоа што е пуштена касно водата за сеидба. Според него и годинава цената на жетвата со комбајн ќе биде и како минатогодишната. Комбајните наредните години жнее по 1000 денари од декар жетвата беше, него друг проблем на земјоделците немачи дека водата се уште не е иземната со став и откупувачите која откупна цена ќе биде, како ќе се откупува оризот, значи се уште е ставено, како да кажам, статус кво е состојбата, а знаеме дека од ланска година, од ланската реколта се уште негде може 20-25% на оризот стои неоткупен и значи ќе имаме проблеми, големи проблеми ќе имаме со пласманот, проблемите што ќе имаме со помали количини на жнеен ориз ќе бидат јасни, него и ќе имаме проблеми со цената и со откупот на оризот. Тоа што ги загрижува земјоделците е неизвестноста околу откупната политика, бидејќи ако покрај намаленото производство прометот се одвива со ниски откупни цени, тогаш земјоделците нема да може да ги покријат ниту вложените средства околу сеидбата, прехранувањето и заштитата на оризовата култура. По принцип земјоделците не остават така што засејат сакаат и да ожнат, ама наместо например да се најде по 600 кг од декар или 6000 кг од хектар, ќе се најдат по 200-250 од декар или 2 до 2,5 тони од хектар. Тоа е катастрофа за земјоделецот, бидејќи со таа количина на жнејана не може да се ги покрие основните трошкови кои ги има вложено, камоли да рачуне и на некоја добивка. Во Кочанската котлина годинава под ориз се посејани околу 3200 хектари, од кои се очекуваат просечни приноси и вкупно производство од 16 до 17.000 тони јарпа.